и во име на владата и во име на Министерството за одбрана се заблагодарив на општината Прилеп и на градоначалникот за најдобриот пример на цивилно-воена соработка кој што го имаме овдека помеѓу касарната и локалната самоуправа. И тој пример покажува дека кога се работи заедно со една цел, одличните резултати брзо се видливи. Денеска во право е градоначалникот, почнува и официјално дискусијата во Македонија околу историското прашање и историската одлука која нашата држава треба да ја донесе. Општината Прилеп само во последниот период искористи околу 20 милиони евра европски пари за решавање на проблемот со пречистителна станица. 10 милиони евра европски пари се инвестирани во дата центарот кој што е токму во Прилеп. 10 милиони евра се инвестираат во системот на заштита на поплави поврзан со цела Пелагонија. Тоа се негдека вкупно 40 милиони евра европски пари кои влегуваат во Прилеп и Прилепско само за 3 големи проекти. Тоа на прв поглед е многу. Меѓутоа, ако го споредите со 5 милиарди евра кои Словенија успеа да ги искористи само во првите неколку години на користење на европските кохезиони фондови, ова ни покажува кој е потенцијалот и шансата која Македонија ќе ја има и на 30 септември, кога ќе ја правиме одлуката дали сме или не за Европска Македонија. Република Македонија од 93-та година има јасна одлука. Членство во НАТО и членство во Европската Унија. Денеска ја почнав посетата со касарната во Прилеп, каде што токму дискутиравме за проблемите со кои се соочувала и се соочува нашата армија и за фактот дека членството во НАТО први позитивно ќе го почувствуваат сите припадници на армијата на Република Македонија. Оваа година, поради покачувањето на буџетот од 15%, успеавме да решиме два многу долгорочни и многу долгогодишни проблеми. За прв пат, после повеќе години, се зголеми платата на припадниците на АРМ за 10% и за прв пат, пред 2 месеци, започне исплатата на сите дежурства и дневниците поврзани со нив. Ова значи плюс за стандардот на припадниците на АРМ, ова е плюс за армијата, ова е плюс за Република Македонија, која многу ја цени својата армија и нејзините припадници. Членството во НАТО ќе значи подобра, помодерна, подобро платена армија. Затоа убедена сум дека и во општината Прилеп, како и во другите општини, граѓаните на 30 септември ќе го направат изборот со кој Македонија ќе ја потврдиме дека ќе има НАТО и европска перспектива. Зголемена безбедност, повисоки инвестиции, подобри плати и повеќе работни места. Денеска ми е драго што, како велат, почнува и од дома, што токму овој процес на разговори околу историскиот референдум ги почнувам во семејниот дом во Прилеп и ви благодарам и на вашето внимание денес. Навистина и денеска и во претходниот период слушнав многу добри зборови за капацитетите, знаењето и потенцијалот на Прилепската касарна. Таа покажува дека понекогаш и кога ќе се донесат лоши одлуки, ако се поправат навреме, може да се спаси ситуацијата. Сите во касарната беа задоволни, јас мислам и сите во Прилеп се задоволни што касарната се врати. Меѓутоа, со реформите голем акцент ќе биде ставен на нашите декларирани капацитети. Едни од нашите декларирани капацитети се тука во Прилеп. И затоа и во касарната, и во луѓето кои што работат во касарната, ќе инвестираме повеќе пари, повеќе шанси за напредување, повеќе шанси за обука. На патот кон Прилеп поминав во Велес, каде што првата група на нови млади професионални војници ја заврши својата обука. Еден дел од нив ќе дојдат во Прилеп, еден дел од нив живеат во Прилеп и тоа покажува дека армијата се подмладува и дека ги зајакнува своите капацитети. Убедена сум дека како членка на НАТО, нашата армија ќе нуди подобри услови за работа, нашата армија ќе нуди професионалци кои ќе работат и во и за НАТО, а Македонија никогаш повеќе нема да се плаши за своите граници, за својата безбедност, ниту за својата иднина. Наша обврска е да работиме на позитивните, добри сценарија за нашата татковина. Нашата обврска е да го реализираме тоа што секоја генерација
граѓани и политичари го повторувала 27 години. Дека не сакаме Македонија да биде изолирана, туку сакаме да биде интегрирана. 30 години зборуваме речиси дека Македонија сакаме да ја видиме членка на Европската Унија и на НАТО. Не зборуваме напамет. Нашите граѓани знаат како изгледаше Бугарија пред 20 години, а како изгледа сега. Нашите повозрасни граѓани знаат како изгледаше Грција пред 40 години, а како сега. Нашите граѓани знаат дека кога младите ни заминуваат, малку заминуваат на други места. Сите заминуваат во земји членки на НАТО и на Европската Унија. И затоа сум убедена дека истото мнозинство кое сиве овие години работеше и бараше членство во ЕУ и НАТО, сега ќе реши Европа да ја донесе во Македонија, за да младите не ни бегаат во Европа. Македонија плати цена во 90-тите години на регионалната нестабилност и на многуте војни. Регионот се уште има отворени прашања. Нема да дозволиме Македонија да биде колатерална штета на тие прашања и на тие проблеми. Наша е безбедноста за да ја гарантираме, наши се предизвиците со кои треба да се соочиме и со членство во НАТО, кое што ќе се случи веднаш по реализација на овој дел од нашите обврски, нашите граѓани ќе спијат поспокојно, затоа што ќе знаат дека Македонија е член на најмоćниот воено-политички сојуз, ќе седи на иста маса и ќе има еднакво право на глас со најголемите, најмоćните, најбезбедните земји во светот. Тоа е придобивка и затоа ова е историска можност и историска одговорност на сите нас. Апелирам, без разлика на политички, етнички, религиски припадности, да не дозволиме повторно да ни се измолкне од раце историската одговорност. 10 години изгубивме последниот пат кога тоа ни се случи. Сега е шансата да ги коригираме и тие грешки. И дури и граѓаните кои се плашат, може би и без причина, да знаат дека спијат мирно и дека иднината и нивна и на нивните деца е гарантирана.